Книга Јов, глава 1. Беше некогаш во земјата Усп човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек. Се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Му се родија 7 синови и 3 ќерки. Имаше 7.000 овци, 3.000 камили, 500 двојки волови, 500 магариња и мошне многу слуги. Тој човек беше најугледен меѓу жителите на исток. Неговите синови имаа обичај да даваат наизменично гозби кај еден од нив, секој во својот ден, и ги повикуваа своите 3 сестри да јадат и пијат со нив. А кога ќе се изредеа со гозбите, Јов ги повикуваше на посветување, подрануваше рано наутро и принесуваше паленици за секого од нив. Мислеше, кој знае дали не сгрешија моите синови и да не го похулија Бога во своето срце. Така правеше Јов постојано. Еден ден дојдоа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи и сатаната. Тогаш Господ го праша сатаната: "Од каде доаѓаш?" "Еве, поминав низ земјата и ја обиколив," одговори тој. Потоа Господ рече: "Дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек. Се бои од Бога и се отстранува од злото." А сатаната му одговори на Господа: "Зар Јов се бои напразно од Бога? Зар не ги загради него, неговиот дом и сиот негов имот? Го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата. Ама испружи еднаш раката и допри во се што има. Ќе те проколне во лице. Нека ти биде," му рече Господ на сатаната. "Прави што сакаш со се што има, само не кревај ја својата рака врз него." И сатаната отиде од пред Господовото лице. Еден ден, додека Јововите синови и ќерки јадеа и пиеа во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече: "Твоите волови ораа, а ослиците пасеа покрај нив. Кога одненадеж, савејците нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено само јас избегав да ти го јавам ова." Додека тој уште го зборуваше тоа, дојде друг и рече: "Божи оган удри од небото, ги изгоре твоите овци и пастири и ги проголта. Единствено избегав јас да ти јавам." Додека уште зборуваше, дојде трет и рече: "Халдејците удрија со 3 чети на твоите камили и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено избегав јас да ти јавам." Додека уште зборуваше овој, дојде четвртиот и рече: "Твоите синови и ќерки јадеа и пиеа вино во куќата на најстариот брат. И ете, силен ветер се крена од пустината, удри на сите 4 агли на куќата, ја урна врз децата, па тие загинаа. Единствено избегав јас да ти јавам." Тогаш Јов стана, ја рассепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничкум на земјата. Се поклони и рече: "Излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име." Покрај се тоа, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. Глава 2. Еден ден пак дојдоа Божите синови да застанат пред Господа, а меѓу нив пристапи и сатаната. Тогаш Господ го праша сатаната: "Од каде доаѓаш?" "Еве, поминав по земјата и ја обиколив," одговори тој. Тогаш Господ рече: "Дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек. Се бои од Бога и се отстранува од злото. Тој уште постојан во непорочноста, па ме предизвика испразно да го упропастам." А сатаната одговори: "Кожа за кожа. Човекот ќе даде се што има во животот." Ама испружија раката, допри се до неговите коски и до месото. "Дали ќе те благослови? Ќе те проколне во лице. Нека ти биде," му рече Господ на сатаната. "Во твоја рака е, запази му го само животот." И сатаната отиде од пред Господовото лице. Тој го удри Јов со лути рани од стапалата до темето. Јов зеде црепка за да се струже со неа и седна во пепел. Тогаш неговата жена му рече: "Зар си уште постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри." Јов ја одговори: "Брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зошто тогаш да не го примиме и злото?" Во се тоа, Јов не сгреши со своите усни.
Тогаш 3 Јовови пријатели чуја за сите неволји што го снајдоа. Секој се запати од својот крај. Елифас од Теман, Валдат од Шуах, Софар од Наам, и одлучија да отидат заедно, да го пожалат и да го утешат. И кога оддалеку ги насочија очите кон него, не го препознаа. Тогаш почнаа да плачат, секој ја раздра својата облека и фрлија прав на своите глави кон небото. Потоа седнаа покрај него на земјата и останаа така 7 дена и 7 ноќи. Ниеден не му проговори ни збор, зашто видоа дека е голема неговата болка. Глава 3. Потоа Јов ја отвори својата уста и го проколна својот ден. Ја почна својата беседа и рече: Ода загинеше денот во кој се родив и ноќта што соопшти се зачна машко. Тој ден нека стане црна темнина. Бог од висините да не си спомнува за него, сончевата светлина да не го осветлува повеќе. Мракот и смртната сенка да се отимаат за него, густата темнина да го покрие сосем, дневните смрачувања да го морат со страв. О, темнината да го присвои сиот, нека не им се додава на деновите на годината, нека не влегува во броењето на месеците. А онаа ноќ да биде жалосна довека, да не се чуе радосно воскликнување во неа, да ја проколнат оние што го проколнуваат денот и што се способни да го разбудат левијатанот, да се помрачат звездите на незиното разденување, напразно таа да и се надева на виделината и да не ги гледа никогаш веѓите на зората, зашто не ми ја затвори вратата од утробата, да ја скрие маката од моите очи. Зошто не сум мртов од мајчиното крило, зошто не издивнав излегувајќи од утробата, зошто ме прифатија двете колена и двете гради за да ме надојат. Во вечен мир би почивал сега, би спиел, својот покој би го уживал, заедно со цареви и со советниците на земјата, кои си изградија гробници за себе си, или со кнезовите, богати со злато, што ги наполнија своите куќи со сребро. Не ќе постоев, ќе бев како закопано недоносче, како новороденче, што не ја виде светлината. Беззакониците не беснеат веќе таму, уморените наоѓаат починка таму. Таму ги оставаат на мир заробениците, не го слушаат веќе гласот на стражарот. Малиот лежи таму заедно со големиот. Робот е слободен од својот господар. Зошто да му се подари видело на несреќникот и живот на луѓето со закорчена душа, кои ја бараат смртта, а таа не доаѓа и копаат по неа како по богатство. Тие ќе се радуваат и ќе воскликнуваат од среќа кога би го нашле својот гроб. Зошто му е тоа на човекот, чиј пат е скриен, кого Бог го заградил од сите страни? Затоа гледајќи храна, треба да воздивнам. Моите крици се разлеваат како вода. Се обистини моето стравување. Еве, ме снајде она од што се боев. Ни покој, ни мир нема веќе за мене. Во моите маки никогаш немам починка. Глава 4. Тогаш теманецот Елифас проговори и рече: Можеш ли да поднесеш да ти проговорам? Но кој може да се воздржи од зборовите? Еве, ти поучи многу луѓе, ги закрепна изнемоштените мишки, со своите зборови ги подигаш истоштените, ги закрепнуваше растреперените колена. А кога тебе те снајде, се истошти во духот, кога падна на тебе, целиот се збуни. Зар твојата доверба не е стравот Божји и честноста на твоите патишта, твоја надеж? Па спомни си, дали пропаднал некогаш невин, кога беа истребени праведниците? Како што сум видел, кој оре несреќа и се е неволја, неа и ќе ја ожнее. Тие загинуваат од Божјиот здив, од неговото гневно дувнување исчезнуваат од земјата. Рикањето на лавот, леопардовото виење се кршат како заби на лавчињата. Лавот загинува од немање лов, се распрснуваат младенчињата на лавицата. Таен збор ми се објави, моето уво го чу неговиот шепот. Ноќе со ништата го опфаќаат духот, и кога длабокиот сом паѓа на луѓето, страф и трепет ме совладаа мене. Моите коски се стресоа жестоко. Некаков вздив ми помина преку лицето, се кренаа влакната на моето тело. Некој стоеше, не му го познав лицето,
но со ликот беше пред моите очи. Насекаде тишина, тогаш чув шепот. Зар некој смртник е поправеден од Бога? Зар човекот е почист од својот Создател? Не им верува веќе ни на своите слуги и ги обвинува своите ангели за грешки. Тогаш колку повеќе гостите на глинените станови, чија основа е во земниот прав. Ете, ги сотираат нив како молци, ги претворуваат во прав од утрото до мракот, исчезнуваат за секогаш, никој и не забележува. Зар не ќе помине величието нивно? Тие умираат, но не со мудрост. Глава 5. Ајде повикувај, зар ќе ти одговори некој? На кој од светците мислиш да му се обрнеш сега? На вистина, безумниот го убива неговиот гнев. Љубомората ќе го докрајчи сосем лудиот. Видов безумник како се вкоренува, но веднаш ја проколнував неговата куќа. Неговите синови се далеко од сигурност. Незаштитени ги тормозат во вратите. Гладните ја изедуваат нивната жетва, самиот Бог им ја одзеде од устата, а жедните лакомат за нивните имоти. Не, нечестноста не излегува сама од земјата, ниту неволјата може да никне сама од почвата. Туку човекот се раѓа за страдањата, како што орловиот лет се стреми кон висината. Но јас ќе го побарам Бога и пред него би ја образложил мојата работа. Тој создаде силни, недоловливи дела, чудеса што не можат да се избројат. Тој роси дожд по сето лице на земјата и испраќа вода да ни ги натопи по лињата, за да ги издигне високо понижените, за да ги надари со среќа на жалените. Редум го руши она што и треците го смислуваат, се што со раце спроведуваат, тој им го изјаловува. Тој ги фаќа мудрите во нивното лукавство, на мислите на сплеткарите ги претворува во ништо. Среде бел ден запаѓаат во темнина, пипаат на пладне, како среде ноќта. Тој го избавува бедниот од нивниот меч, го издига сиромашниот од силничките раце. Така му се покажува надежта на бедниот и неправдата треба да ја затвори устата. Да, блазе му на човекот кого Бог го изобличува. Затоа не презирај го ти карањето на сесилниот. Тој ранува, но ја преврзува раната, удира и залечува со својата рака. Ќе те избави од 6 неволји, ни во 7 злото нема да те допре. Во глад ќе те спаси од смрт, а во војна ќе те грабне од остриот меч. Ќе го отстрани од тебе бичот на лошиот јазик, без страв ќе бидеш пред грабнувачот. Ти ќе им се смееш на сушата и студот, и не ќе се плашиш од дивите зверови. Ти ќе склучиш сојуз со камењата на нивата, дивите зверови ќе бидат во мир со тебе. Ќе уживаш мир во својот шатор, кога ќе го посетиш својот дом, ќе стои негибнат. Ќе гледаш како се множи твоето колено и како твоето потомство расте како трева. Ти ќе легнеш во гробот кога ќе бидеш стар, како што се собира житниот сноп кога ќе дозрее. Го наблюдувавме се ова, вистина е жива, затоа ти послушај се за твое добро. Глава 6. А Јов одговори и рече: О, кога би можела да се измери мојата мака, а мојата неволја да се стави на мерилка. Тие сега би биле потешки од морскиот песок и затоа моите зборови се брзоплети. Стрелите на сесилниот се во моите внатрешности, нивниот бес ми го испива духот. Божите стравотии удрија против мене. Парика ли дивото осле покрај свежа трева, или мука ли волот покрај својата храна? Зар се јаде блутава храна без сол, или има ли сласт во белката на јајцето? Ама она, од што душата ми се одвраќаше, тоа ми стана одвратно јадење. Се надевам дека мојата молба ќе биде послушана, Бог да ми го исполни она за кое што копнеам. О, кога Бог би сакал да ме уништи, кога би мавнал со раката да ме сотре. Тоа би била вистинска утеха за мене. Би можел да воскликнувам во тешки маки, зашто јас нема да ги скријам зборовите на светиот. Зар имам сила уште да чекам? И каков ми е крајот за да живеам подолго? Зар е мојата сила како силата на каменот? Зар е моето тело од бакар?
На што можам да се потпрам во себе? Зар не ми е скратена секоја помош? Кој му одбива милост на својот ближен, го презрел стравот од сесилниот Бог. Браќата ми изневерија како поток, како зимските буици своето корито. Од мразот им се накреваат матните води, бујно растат од снегот што почна да се топи. Но во сушно време скоро пресушуваат, тогаш од жега испаруваат од коритото. Се отстрануваат тие од своите патишта, пристигаат во пустината и се изгубуваат во неа. Темските карвани ги бараат со очи, патниците од Шеба се надеваа на нив, а кога ќе дојдат до нив, се наоѓаат во чудо, зашто се засрамија во својата надеж. Во овој час и вие сте ми такви, видовте ужас и се исплашивте. Дали ви реков, подарете ми нешто, дарувајте ми нешто од својот имот, избавете ме од непријателска рака, ослободете ме од силниковото робство. Поучете ме вие и ќе молкнам, покажете ми, во што е мојот престап. О, колку се силни искрените беседи, но што имаат во предвид вашите прекори? Може би мислите да ги изобличите зборовите, па во ветер оди очајниковиот говор. Зар бисте фрлиле жрепка за сирачето и бисте тргувале со својот пријател? Погледајте ме сега добро во очите, внимавајте да не ве излажам во лице. Проверете дали е неправда, проверете го зборот, јас сум правичен. Зар има неправда на мојот јазик? Зар не ја вкусив секоја несреќа? Глава 7. Не е ли војување човековиот живот на земјата? Не ги поминува ли дните како наемник? Како што трудовиот роб копнее по сенка, како надничарот што ја чека платата, така ми паднаа мене месеци на јад и мачни ноќи ми се досудени. Мислам лежејќи постојано, кога ќе станам, а станувајќи, кога ќе ја дочекам вечерта. И така се измачувам, се додека не се смрачи. Моето тело е облечено во црви и кал, мојата кожа пука и тлее. Моите денови поминаа побрзо од совалката за ткаење, исчезнаа брзо, без никаква надеж. Спомни си, мојот живот е само лесно ветре и моите очи не ќе ја видат веќе среќата. Пријателското око нема да ме гледа веќе. Својот поглед го насочи во мене, па се сушам. Како што облакот исчезнува и се расплинува, така кој ќе слезе во гробот веќе не излегува. Никогаш веќе не се враќа во својот дом, неговото место веќе не го познава. Затоа нема да и бранам на својата уста. Ќе зборувам сега во стеснувањето на својот дух. Јас ќе плачам во горчливоста на душата. Зар сум море или морско чудовиште, па си поставил стража над мене? Велам ли, ќе се смирам на креветот, леглото ќе ми ги олесни маките. Со соништа ме плашиш тогаш, ме ужаснуваш со мачни привиди. Каде е среќата па да се задушам? Помила ми е смртта отколку моите коски. Јас гинам и не ќе живеам вечно. Остави ме, зашто моите дни се здив. Што е човекот, па ти толку да го цениш, толку да му прирасна на твоето срце и да го посетуваш секое утро и да го испитуваш во секој миг. Кога ќе го симнеш својот поглед од мене и да ме оставиш да ја голтнам плунката. Ако сгрешив, што ти сторив тебе? О, ти кој внимателно го наблюдуваш човекот, зошто ме зеде за прицел, па станав терет на себе си? Зар не можеш да ми го простиш мојот престап и не можеш да преминеш преку мојата вина? Зашто малку ќе помине и ќе легнам во прав, утре ќе ме бараш, но нема да ме има. Глава 8. Тогаш проговори Валдат од Шуах и рече: Уште до кога ќе зборуваш така? До кога твојот збор ќе биде како виор? Па зар може Бог да ја гази правината? Може ли се силниот да ја изобачи правдата? Ако твоите деца му сгрешија, затоа ги предаде на нивните беззаконија. Но ако го побараш Бога искрено и замолиш ти милост од Седржителот, ако бидеш чист и непорочен, од сега тој секогаш ќе бдее над тебе и ќе обнови куќата на праведникот. Ќе биде мала твојата мината среќа, со однос на идната што ќе те чека.
но прашај ги само поранешните поколенија. Внимавај на мудроста на нивните татковци. Ние сме од вчера и не знаеме ништо. Нашите земни денови се како сенки. Тие ќе те поучат и ќе ти речат. Од своето срце ќе изглечат беседи. Зар ќе никне рогозата вон мочуриштето? Зар ќе порасте трската без вода? Сета се зелени, но и некосена се исушува пред секоја друга трева. Такви се патиштата на секој што го заборава Бога. Така пропаѓа надежта на безбожниците. Тенка е нишката на неговото надевање, а неговата надеж е пајакова куќа. Ако се потпре, таа му се ниша. Ако се фати за неа, таа му се разурнува. Се зелене е тој и целиот расте бујно на сонцето. Млади гранчиња му ја покрија целата градина. Со своите корења ги испреплетка карпите и црпи живот од жив камен. Но ако некој го откорне од местото, тогаш тоа ќе се одрече од него, кажувајќи: никогаш не сум те видел. И еве сега како гине на патот, додека друго биле веќе никнува од земјата. Не, Бог не ќе ги отфрли непорочните, ниту ќе ги потпре рацете на злосторниците. Смевот пак ќе ти ја наполни устата, а од устните ќе одекне воскликнување. Срамот ќе ги облече твоите непријатели и шаторот на злочинците ќе исчезне. Глава 9. Јов проговори и рече: навистина, јас знам дека е така, но како човекот ќе се оправда пред Бога? Ако некој сака да се препира со Бога, не ќе му одговори ни на едно од 1000. Тој е мудар во срцето, а со силата се држител. И кој би му се спротивил неказнето? Тој ги преместува планините, а тие не го знаат тоа. Тој ги превртува во својот гнев. Тој ја раздвижува земјата од нејзиното место, од основа ги растресува нејзините столбови. Штом ќе му заповеда на сонцето, тоа не се раѓа. Тој ги запечатува и звездите со својот печат. Единствено тој ги распнува небесата и само тој оди по морската широчина. Ги создаде мечката, Орионот и Плеадите и созвездијата на јужното небо. Тој е творец на силни, несфатливи дела, на чудеса што не можат да се избројат. Поминува покрај мене, а јас не го гледам. Еве тој заминува, јас не го забележувам. Ако грабне нешто, кој ќе му го спречи тоа? И кој смее да го праша што си сторил? Силниот Бог не го повлекува својот гнев. Паѓаат пред него помошниците на Рахаб. Па како тогаш да му одговорам нему? Кој збор да го изберам против него? И да сум прав, не би му одговорил. Ќе молам милост од својот судија. А ако ја одговори на мојот зов, нема да поверувам дека го послушал мојот глас, зашто тој ме сотрува за едно влакно, ги умножува моите рани без причина. Не ме остава да здивнам ни еден миг, туку ме напојува со секаква горчина. Ако е за сила, па тој е најак. Ако е за правда, кој ќе го извади него на суд? Да сум и праведен, устата ќе ме осуди. Да сум и невин, ќе ме прогласи за виновен. А дали сум невин, ни самиот не знам веќе. Мене ми стана сосем омразен мојот живот. Зашто тоа е сеедно, и затоа јас велам. Тој ги докрајчува невиниот и грешниот, и смртниот бич, кога би убивал одеднаш. Тој се смее на неволите на невините. Во земјата предадена во рацете на злочинците, тој ги покрива очите на нејзините судии. Ако не е тој, тогаш кој е друг? Од брзоодецот моите дни се побрзи, бегаат далеку, не гледајќи никаде добро. Како рогозови лодки преминуваат брзо, како орел кога се спушта врз пленот. Ако речам, ќе го заборавам оплакувањето, ќе го разведрам лицето и ќе бидам весел. Ужас ме опфаќа од моите маки, зашто знам дека ти не ме сметаш невин. Ако сум грешен, тогаш зошто напразно да се измачувам себе си? Кога би се измил и со снежна вода, кога би ги очистил своите раце и со пепелница, пак ќе ме турнеш во поголема нечистота и моите облеки ќе се гнасат од мене, зашто тој не е човек, каков што сум јас, за да се правдам и да одам на суд со него.
Нема некаков судие меѓу нас, за да ја стави својата рака врз нас двајцата, да ја отстрани од мене неговата прачка, неговиот ужас да не ме плаши веќе. Сепак ќе зборувам без секаков страв, зашто јас не сум таков во своите очи. Глава 10. Штом на мојата душа животот ти се смачи, нека потече слободно мојата тажачка, ќе зборувам со горчината на својата душа. Ќе му речам на Бога, не ме осудувај, кажи ми зошто се препираш со мене. Па што имаш од тоа да ме угнетуваш, да го зафралиш делото на своите раце, да им помагаш на намерите на нечестните? Дали се во тебе телесни очи? Зар ти гледаш како што гледа човекот? Зар твоите денови се како деновите на смртникот, а твоите години како човечкиот век? Заради што ја истражуваш мојата вина и сакаш да ги разоткриеш моите гревови, кога знаеш добро дека сум невин, дека не можам да избегам на твојата рака. Твоите раце ме обликуваа, ме создадоа совршено. Зошто сега пак да ме сосипеш? Спомни си, ме создаде како глина и ќе ме вратиш повторно во прав. Не ме излеа ли мене како млеко и направи да се потсирам како сирење? Ме облече со кожа и месо, ме сплете со коски и жили. Со милост ми го подари животот, внимателно бдееше над мојот здив, но во своето срце го скриова. Знам дека тоа беше твој наум, да внимаваш будно дали ќе сгрешам и да не ми помине гревот без казна. Ако сум грешен, тогаш тешко мене. Ако сум прав, главата не смеам да ја подкренам, полн со срам, напоен со несреќа. Ако се исправам, ме гониш како лав, ја испитуваш својата сила на мене, нови оптужби подигаш против мене, пламнуваш со поголем гнев на мене и војни едни по други ме напаѓаат. Зошто ме извади од утробата? О, зошто не умрев? Не ќе ме видеа. Ќе бев како и да не сум бил. Од утробата би ме ставиле в гроб. Дните на мојот живот се толку кратки. Остави ме да здивнам уште малку, пред да тргнам на пат без враќање, во земјата на темнината, земјата на смртната сенка, во земјата на густата темнина и метеж, каде што светлината е слична на најцрната ноќ. Глава 11. Софар на Аматецот проговори тогаш и рече: зар да не се одговори на многуте зборови? Зар многузборливиот уште и ќе се оправда? Зар твоето празно барборење ќе ги замолчи луѓето? Зар подигрувањето ќе остане неисмеано? Рече: моето учење е непорочно, чист сум во твоите очи и без дамка. Но ако Бог сакаше да проговори и да ја отвори устата за да ти одговори и да ти ги открие тајните на мудроста, што ниеден ум не може да ги сознае, ќе знаеше дека ти бара сметка за гревовите. Можеш ли да проникнеш во Божите длабочини? Можеш ли да го доловиш совршенството на Седржителот? Повисоко е од небото, уште што да сториш? Подлабоко е од шејалот, уште што да мудруваш? Подолго е од земјата, пошироко е од морето. Ако се повлече, ако те гребне, ако те предаде на суд, кој ќе му брани? Зашто тој ја знае суетата на луѓето, ја гледа нечестноста и нема ли да внимава, но горделивиот човек е лишен од разум и човекот се раѓа како диво осле. Ако ти го исправиш своето срце и ги испружиш своите раце кон него, ако го отфрлиш лошото од рацете и ако не му дадеш простор на злото во својот шатор, тогаш ќе можеш да издигнеш чисто чело, ќе бидеш цврст и не ќе се боиш. Не ќе си спомнуваш веќе за своите искушенија, како ни за водата што истече. Твојот живот ќе блеска појасно од пладнето, темнината ќе се претвори во зора, ќе живееш спокојно во својата надеж и заштитен ќе почиваш во мир. Кога ќе легнеш, никој не ќе те заплаши, мнозине ќе ја бараат твојата наклоност, а на злосторниците ќе им згаснат очите. Не ќе има веќе за солниште за нив, единствена надеж ќе им биде да издивнат. Глава 12. Јов проговори и рече: навистина, вие сте само луѓе,
мудроста ќе изумре со вас. Но и јас знам да мислам како и вас. Во ништо не сум полош од вас. Кој не знае за такви работи? Им станав подсмев на моите пријатели, зашто го повикувам Бога да ми одговори. Јас сум за подсмев, непорочниот праведник. Тој кој е близу да се клизне со нозете е како презрен светелник во мислите на оној кој живее спокојно. Дотогаш се во мир шаторите на грабачите. Предизвикувачите на Бога живеат безгрижно, зашто Бог ги снабдува со својата рака. Но прашај ги животните и ќе те поучат. Прашај ги небесните птици и ќе ти објаснат. Земните гуштери ќе ти го протолкуваат тоа. Рибите во морето ќе ти раскажат. Од создавањето на светот, кој од нив не знае дека Божјата рака го создаде се тоа. Во неговата рака лежи животот на секое суштество и животворниот здив на секое човечко тело. Зар со увото ние не ја разпознаваме беседата, како што со јазикот го испитуваме вкусот на јадењето? Седите коси му донесуваат мудрост на човекот, а со долгиот век му доаѓа умноста. Но во него е мудроста и силата, во него се советот и сета разумност. Што ќе разурне, никој не ќе го изгради. Кого ќе го затвори, никој не го ослободува. Ако ја задржи водата, постанува суша. Ако ја пушти, целата земја ја изборичкува. Зашто во него се силата и сета мудрост. Негови се измамениот и измамникот. Тој ги лишува советниците од разум. Умните судии ги прави глупави. Тој го распашува појасот на царевите и со јаже им го врзува бедрото. Тој ги тера првенците боси и ги симнува од власт силниците. Тој го одзема зборот од устата на зборливите и од старците вистинското расудување. Тој излева презир врз првенците и ги распашува бедрата на јунаците. Тој ги открива темнините на длабочините и смртната сенка ја изведува на светлина. Тој го издига народот, па го уништува, го умножува, а потоа го искоренува. Тој ги залудува владетелите на народите, па лутаат по непроодни пустини и пипаат во темнина без светлина, залетнувајќи како пијаници. Глава 13. Јас го видов се тоа со своите очи, чув со своите уши и разбрав. Се што знаете вие, тоа го знам и јас. Во ништо не сум полош од вас. Затоа треба да зборувам со Вседржителот, да ја изложам својата причина пред Бога, зашто вие сте вистински ковачи на лагата и вие сте сите напразни лекари. Кога бисте знаеле да молчите, ќе ја покажевте својата мудрост. Сепак слушајте ги моите докази, чујте ја причината на моите усни. Зар заради Бога зборувате лаги и зар заради Него се тие измамливи зборови? Зар сакате пристрасно да го браните Бога? Зар сакате да му бидете застапници? Зар би било добро тој да ве испита? Зар бисте го измамиле како човек? Тој ќе ве изобличи со претешка казна, заради вашата потајна пристрасност. Зар не ве плаши Неговото величество и зар не ве опфаќа ужас од Него? Вашите причини се пословици од пепел, вашата одбрана е одбрана од кал. Молкнете сега, оставете ме да зборувам, па после нека ме снајде што му е мило. Зар своето тело да го кинам сам со забите, зар да го упропастувам животот со својата рака? Тој може да ме убие, немам друга надеж, туку да ги оправдам своите патишта пред Него. И тоа е веќе залог за моето спасение, зашто лицемер не може да стапи пред Него. Послушајте ги внимателно моите зборови, нека навлезе беседата во вашите уши. Ете, јас приготвив расправа, зашто сум уверен во своето право. Кој сака да се суди со мене? Зашто ако молкнам, одма ќе издивнам. Само 2 молби не ми скратувај, да не се крием од твоето лице, крени ја од мене твојата тешка рака и не плаши ме со својот ужас. Тогаш прашај ме, а јас ќе одговорам, или јас да прашам, ти да одговараш. Колку престапи и гревови направив, покажи ми ги мојот прекршок и вината. Зошто го криеш сега своето лице од мене и зошто гледаш непријател во мене? Зошто го изморуваш со страв
листот гонет од ветер и зошто се нафрлаш врз суво сламче? О ти кој ми пишуваш горчливи пресуди и ме теретиш со гревовите на младоста, кој ми ги стави нозете во клада и кој бдееше над секој мој чекор и ги испитуваш трагите на моите стапки. Животот ми се распаѓа како гнило дрво, како облека што молците ја изедуваат. Глава 14. Човек кого жена го родила е кусовечен и полн со неволји. Како цвет никне и веќе венее, бега како сенка, не застанувајќи. Зар ги отвараш очите врз таков и го изведуваш на суд пред тебе? Кој ќе извлече чисто од нечисто? Никој. Зошто неговите денови се доброени, од тебе зависи бројот на неговите месеци, кога му поставуваш непреминлива граница. Симни го од него погледот, за да може да почине, како наемникот што го довршува својот ден. Па ни на дрвото не му пропадна сета надеж. Пресечено, тоа пак разеленува и нови младици никнуваат од него. Ако неговиот корен и остарее во земјата, ако неговата пенушка се исуши во прав, штом ќе почувствува вода, тоа ќе распапи и ќе пушти гранки како ново стебло. Но кога човекот умре, останува покосен. Кога смртникот издивне, каде е тој тогаш? Сета вода од морето може да испари и да секнат реките, да пресушат сосем. Но човекот кога ќе легне, не станува веќе, додека се небесата не ќе се крене. О, кога би сакал да ме скриеш во шеалот, да ме засолниш додека не ти помине гневот, да ми определиш рок кога ќе си спомниш за мене, зашто кога човекот умре, зар може да оживее? Би те чекал во сите денови на своето војување, додека не дојдеш да ми дадеш смена. Би ме повикал, а јас би се одзвал. Имаш желба за делото на своите раце, а сега дебнеш над секој мој чекор. Не сакаш да ми простиш ни еден грев. Го запечати мојот престап во вреќа и ја криеш сета моја вина. На вистина, како што еднаш се урна планината, како што стената се одмести од своето место, како што водата со време го рони каменот, а поројниот дожд со буица ја испира сета земја, така ја уништуваш надежта во човекот. Го притеснуваш, тој си оди за секогаш со изменето лице. Го испраќаш. Му ги почитуваат децата, за тоа ништо не знае. Ако се презрени, не размислува за тоа. Тој единствено страда заради своето тело. Тој единствено тагува заради својот живот. Глава 15. Тогаш Елифаз теманецот проговори и рече: зар на празни мисли одговара мудрецот и го полни мевот со источен ветер? Зар тој се брани со празни зборови, со беседи што за ништо не користат? Ти правиш уште повеќе, го уништуваш стравот од Бога и ги укинуваш молитвите кон Бога. Твоите зборови ја откриваат твојата вина, се послужи со лукав јазик. Собствената уста те осудува, не јас. Твоите усни сведочат сами против тебе. Зар си првиот човек кој се родил? Зар дојде на светот пред ридовите? Зар ти ги прислушкуваше Божите тајни и ја присвој за себе целата мудрост? Што знаеш ти, а да не знаеме и ние? Што разбираш ти, а да не го сваќаме тоа? Има меѓу нас и седи и стари, што имаат повеќе години од татка ти. Зар се премали за тебе Божите утехи и благите зборови упатени до тебе? Зар твоето срце така слепо те гони и зошто така диво превртуваш со очите? Штом против Бога својот дух го свртуваш, одма од устата ти излегуваат такви зборови. Што е човекот за да може да биде чист? Зар некој роден од жена е праведен? Ете тој не се доверува ни на светците, за неговото око ни небесата не се чисти, а камоли тоа гадно и бунтовно суштество човекот, кој пие неправда како вода. Сега послушај мене, сакам да те поучам, се што сум видел, сакам да ти раскажам. Она што мудреците кажуваа, не криејќи го она што го примија од предците, на кој им беше дадена оваа земја
врз која туѓинец никогаш не стапнал. Нечестниот се измачува во сиот свој век, на насилникот годините му се веќе доброени. Крик на ужасот постојано му се во ушите, додека мирува, врз него напаѓа истребител. Не се надева дека ќе им избега на темнините и знае добро дека му е наменет на мечот. Тој скита наоколу за леп, велејќи каде е. Тој знае дека му наближува денот на темнината. Немир и неволја го заплашуваат, се нафрлаат врз него како цар приготвен за бој. Тој подигаше рака против Бога, се осмелуваше да му се противи на сесилниот. Со горделиво чело се спушти кон него, добро засолнет за дебел штит. Лицето му беше покриено со маст и го направи да е здебелен својот крст. Се насели во разурнати градови и се настани во напуштени куќи. Ќе се урне она што создаде за себе. Нема да му цвета богатството, туку ќе се растори. Неговата сенка нема да се шири по земјата. Тој веќе нема да избегне на темнината. Оган ќе ги спржи неговите младици, ќе го снема во здивот на пламена уста. Нека не се надева на својата суета, зашто празнота ќе му биде сета награда. Пред време ќе овенат неговите младици, неговите гранки никогаш нема да се разеленат. Како лозницата ќе го стресува својот незрел грозд, како маслинката ќе ги изфрли цветовите. Да, јалово е безбожничкото колено и огнот го голта шаторот на подкупливите, кои зачнуваат зло, раѓаат несреќа и носат измама во својата утроба. Глава 16. Тогаш Јов проговори и рече: колку се наслушав такви беседи, сите вие сте ми мачни тешители. Има ли крај на тие празни зборови? Што те осмелува да ми одговараш така? И јас би можел да зборувам како вас, да беше вашата душа на место на мојата. И јас би можел да ве затрупам со зборови и да мрднам со главата така над вашата судбина. И јас би можел да ве охрабрувам со устата и не би го жалел трудот на своите усни. Но ако говорам, страдањето не се ублажува. Ако ли замолчам, зар ќе ме одмине? Сега злопакоста ме умори сосем. Цела толпа се нафрли врз мене. Стана да сведочи против мене и во моето лице фрла клевети. Со својот гнев ме распарчува и гони. Чкртајќи со забите, се нафрла врз мене. Моите противници ме сечат со очите, заканувајќи се. Ја отвараат устата против мене. Ме удираат срамно по образите, тогаш сите се нафрлуваат на мене. Да, Бог ме предаде на неправедните. Тој ме фрли во рацете на опаките. Живеев мирно, додека тој не ме растресе. Ме фати за вратот, за да ме скрши. Ме зеде за своја цел. Неговите стрели ме окружија. Немилосрдно ми ги прободе бубрезите и со мојата жолчка ја натопи земјата. Отвора рана до рана на моето тело. Како бесен војник напаѓа на мене. Го сошив голото тело во вреќиште. Го нурнав своето чело во правта. Ми се запали целото лице од солзи, темна сенка падна преку моите веѓи. А нема насилство во моите раце. Мојата молитва секогаш беше чиста. О земјо, немој да ја криеш мојата крв и не оставај никаде да почине мојот крик. Од сега јас имам сведок на небото. Мојот бранител стои горе во висините. Моите пријатели ме презираат, додека моите солзи се леат пред Бога. О да ме одбрани во мојот спор со Бога, како што смртникот го брани својот ближен. Но на мојот живот му се доброени годините. Ќе тргнам на пат без враќање. Глава 17. Здивот ми исчезнува, моите денови гаснат, ми останаа уште гробиштата. Еве, подсмевачите ме грабнаа, од навреди не можам да затворам око. Затоа заштити ме и биди ми сигурност, кога никој друг не ќе да ми удри во дланката. Зашто ги лиши од разумот нивните срца и не ќе им дозволиш да се издигнат? Како тој што имотот им го дели на другарите, така гаснат очите на неговите деца. На сите народи им станав за подсмев. Оној
кому секој може да му плукне во лицето. Од тага видот ми се помрачува во очите, моите делови на телото стануваат како сенка. Заради тоа, праведниците ќе се зачудат, честните ќе избувнат против безбожниците, непорочните ќе истраат во својот пат, човекот со чисти раце ќе зајакне уште повеќе. Ајде сите вие, нема ли да почнете пак, па меѓу вас не наоѓа мудар. Дните поминаа, замислите пропаднаа, желбите на моето срце се изјаловија. Во најцрната ноќ, денот наближува, веќе е близу светлината до темнината, а мене ми е надеж да отидам во гробот и да си постелам легло во темнина. Извикав кон распадливоста, ти си мој татко, и кон црвите, вие сте ми мајка и сестра. Ама каде има уште надеж за мене? Кој ќе ја види мојата среќа некогаш? Таа ќе слезе со мене во гробот, да се одмориме заедно во правот. Глава 18. Тогаш Валдат од Шуах проговори и рече: Кога мислиш да ги зауздаш своите беседи, вразуми се сега да разговараме. Зошто не сметаш за неразумен добиток? Зар сме животни во твоите очи? О ти што се раскинуваш себе си од гнев, сакаш ли да опусте земјата заради тебе, да се изместат карпите од своето место? Светлината на опакиот ќе угасне и не ќе му свети пламен во огништето. Ќе потемнее светлината во неговиот шатор и над него ќе згасне светилката. Неговите крепки чекори стануваат ограничени. Тој се сопнува врз сопствените намери, зашто неговите нозе го водат во стапица, и еве го како чекори веќе по мрежата. Тенка стапица му ја фати ногата, и ете, јажињата го стегнуваат цврсто. Го дебне јамка скриена на земјата. Стапица го чека по патот по кој оди. Стравови го напаѓаат од секаде и го прогонуваат по стапките. Гладот ја проголта сета негова сила. Несреќата е секогаш до неговата слабина. Кобна болест му ја разјадува кожата. Првенецот на смртта му ги нагризува деловите на телото. Го извлекуваат од неговиот шатор, да го одведат при владетелот на ужасите. Туѓинец се насели во неговиот стан. Потуруваат оган врз неговиот дом. Од оздола се сушат неговите корења, а од озгора му се сушат сите гранки редум. Неговиот спомен ќе се сотре на земјата. Неговото име се брише од лицето на земјата. Го тераат од светлина во темнина. Сакаат да го изгонат од земниот круг. Во неговиот род ќе нема ни син, ни внук, ниту преживеани во неговото живеалиште. Потомците ќе се ужаснуваат од неговиот ден и трепет ќе ги опфати современиците. Ете таква судбина го снаоѓа беззаконикот и домот на оној кој не го познава Бога. Глава 19. Јов проговори и рече: Па до кога ќе измачувате мојата душа? До кога ќе ме сотирате со зборови? Веќе 10 пати ме укоривте и не ви е срам дека ме измачувате. Па ако на вистина застранив, мојата заблуда останува со мене. Мислите ли дека ме победивте и дека ја докажавте мојата вина? Знајте, Бог ме притисна мене и тој ме стегна со својата мрежа. Викам насилство, нема одговор, молам покорно, ама нема правда за мене. Ми го загради патот од сите страни, ги завитка во темнина сите мои патеки. Ја соблече од мене мојата слава, го симна венецот од мојата глава. Ме подсечува од секаде и исчезнувам. Ми ја откорна надежта како дрво. Неговиот гнев се распали против мене и ме смета за свој непријател. Неговите чети пристигаат во боен ред, насипуваат патишта против мене, го опколуваат мојот шатор од секаде. Браќата се оддалечија од мене, моите познати се оттуѓија. Ги снема моите ближни и познати, ме заборавија гостите на мојот дом. На своите слугинки им сум како странец, непознат сум во нивните очи. Го повикувам слугата, а тој не одговара. Треба да го заколнувам за милост. Моите воздишки станаа одвратни на мојата жена. Гнасен сум
им на децата на собствената утроба. И на малите деца им служам за презир. Ако станам, ми се криват. Им станав омразен на најблиските пријатели. Против мене се оние кои ги љубев. Коските ми се прилепени за кожата и телото. И ми остана само кожа околу забите. Смилувајте ми се, пријатели мои, зашто Божјата рака ме удри. Зошто ме гоните како самиот Бог? Зар не се наситивте со моето тело? О, кога би биле запишани моите зборови и кога би биле нацртани во книга, да можат да бидат излабени со железно длето и олово во карпа за вечен спомен. Јас знам добро, мојот избавител живее и тој во последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тогаш знам, во своето тело ќе го видам Бога. Јас ќе го гледам Него како свој. Моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Моето срце во градите копнее по Него. Кога ќе речете, како ќе го гониме, која причина ќе ја најдеме кога коренот се наоѓа во него? Бојте се тогаш од меч, мечот е казна за грев. Тогаш ќе сознаете дека има суд. Глава 20. Тогаш Софар на Аматецот проговори и рече: мислите ме тераат да ти одговорам, и затоа во мене врие тоа возбудување, додека ги слушам укорите што ме срамат, но мојот дух на разумот веќе ќе најде умен одговор. Зар тебе не ти е познато од старо време, од кога е поставен човекот на земјата, дека е кратковремена радоста на нечестниот, дека среќата на безбожникот поминува како миг, макар со растот да порасте и до небото, а неговата глава да допре до облаците, тој исчезнува за секогаш како призрак. Кој го видоа велат, каде е сега тој? Тој се расплинува како сон без трага, исчезнува како ноќен привид. Ниедно око нема веќе да го гледа, ниту неговото место ќе го види. Бедните ќе ги гонат неговите деца, со своите раце ќе си го вратат имотот. Неговите коски беа бујни со младост, ете тие лежат во правот. Злото и беше сладко на неговата уста, па го криеше под својот јазик, се насладуваше внимавајќи да не го голтне и го задржуваше под своето непце. Но таа храна му гние во утробата, змиски отров станува во цревата. Проголтаното богатство треба да го изблува, Бог ќе го истера од неговата утроба. Цицаше отров од змиска глава, сега умира од јазикот на отровницата. Тој веќе нема да гледа потоци со масло, ниту ќе види како мед и млеко течат по реката. Ќе ја врати печалбата, без да вкуси од неа. Нема да ужива во плодот на трговијата, зашто сиромаштијата ја тапчеше и ја угнетуваше, одземаше куќи што не ги изградил. Зашто немаше крај на неговото лакомство, неговите богатства нема да го избават. Зашто неговата ненаситност не поштедуваше ништо, ни неговата среќа не ќе трае долго. Среди изобилството ќе се најде во тешка состојба, бедата ќе се нафарли врз него со сета сила. И додека го полни со храна својот желудник, Бог ќе ја пушти на него јароста на својот гнев. Ќе истури дожд врз него, додека се уште јаде. Ако и му избега на железното оружје, бронзен лак ќе го прониже со стрела. Ќе ја извлечеше стрелата, но таа му ги проби плеќите, а блескавиот врв стрчи од неговата жолчка. Каде и да тргне, го дебнат трепети. Сите темнини го чекаат молкум него. Го уништува оган, незапален од некого, и голта се под неговиот шатор. Ете небото го открива неговото беззаконие и сета земја се крева против него. Богатството на домот ќе му исчезне, ќе го расфрлат во денот на Божиот гнев. Бог им приготвува таква судбина на злосторниците и тој му досудува такво наследство. Глава 21. Јов проговори и рече: слушајте, слушајте добро што ќе ви речам, доделете ми барем таква утеха. Истрпете јас да речам еден збор, кога ќе завршам, тогаш подсмевајте се слободно. Зар мојот збор е кон човек?
Како тогаш да не бидам малодушен? Погледнете на мене, ужас ќе ве опфати. Со раката ќе засолнете својата уста. Штом наумам за тоа, се исплашувам и самиот, и трпки го обземаат сето мое тело, зашто нечестните остануваат во живот и колку се постари, толку посилни стануваат. Нивните деца напредуваат со нив, а нивните внуци се множат пред нивните очи. Никаков страв не ги мори нивните куќи и Божјата прачка ги остава на мир. Нивните бикови оплодуваат не напразно, нивните крави се отелуваат и не пометнуваат. Нивните деца скокаат слободно како јагниња, нивните синови играат весело. Тие пеат покрај музиката на харфа и тапани и се веселат покрај звуците на свирката. Ги завршуваат своите денови во среќа, тие слегуваат спокојно во подземјето. А му зборуваа на Бога: остави не сакаме да знаеме за твоите патишта. Па кој е Седржителот да му служиме и каква ни е ползата да го призовуваме? Зар не ја имаа својата среќа во раката, иеко тие не држеа до него? Зар некогаш се угаснал светилникот на опакиот? Зар несреќа се нафрлила врз него? Зар тој му ја скрои судбината на својот гнев? Зар стана како слама на ветер, како плева што виорот ја разнесува насекаде? Дали Бог ќе го казни во неговите деца? Не, нека го казни него, самиот да го почувствува тоа. Со сопствените очи нека ја види својата гибел, нека се напие од гневот на сесилниот, зашто по смртта што му е нему грижа за неговиот дом, кога ќе се пресече низата на неговите месеци. Ама кој ќе го научи Бога на мудрост? Него кој ги суди највисоките суштества. Еден умира во полна благосостојба, без никакви грижи, во потполн мир, со слабини здебелени од мрсно и со коски преполни со мозок, а други умираат со горчина во душата, не вкусувајќи никогаш никакво добро. Обајцата лежат заедно во прав и црвите ги покриваат. О, знам добро какви се вашите намери, какви зла замислувате вие против мене. Зошто прашувате: каде е куќата на кнезот, шаторот во кој живееа беззакониците? Не ги прашавте ли патниците на патот? Зар нивното сведоштво не го примате? Дека нечестниот е поштеден во денот на гибелта, а во денот на Божиот гнев ќе биде одведен настрана. Но кој ќе му префрли на неговите постапки и кој ќе му врати за она што сторил? А кога на крај ќе го однесат на гробишта, поставуваат стража на неговата гробница. Лесни му се грудките на земјата во долината, додека целото население оди по него, а на оние кои одат пред него им нема број. О, како се празни вашите утехи, каква измама се вашите одговори. Глава 22. Тогаш теманецот Елифас проговори и рече: зар човек може да му биде полезен на Бога? Па кој е мудар може да биде полезен на себе си? Зар е милост за семоќниот ако си праведен, и зар има полза ако си непорочен? Или те кара заради твојата побожност и затоа сака да се суди со тебе? Не е ли тоа заради твојата преголема злоба и заради беззаконијата, на кои не им има број? Земаше залози од браќата за ништо, соблекуваше облеки од голи луѓе. Ти не го напој со вода жедниот, им го скратуваше лебот на гладните. На силниот човек ти му даваше земја и угледниот се насели на неа. Ти ги пушташе вдовиците без ништо, а сирачињата ги оставаше со празни раце. Ете затоа те обиколуваат сега стапиците, зашто те измачуваат ненадејни стравови. Светлината ти стана мрак и ништо не гледаш. Длабоки води те потопија тебе. Зар Бог не е во небесната висина и зар тој не им го гледа темето над звездите? Но ти велиш: што може Бог да знае? Зар може да суди низ темен облак? Облаците го засолнуваат неговиот поглед и тој оди по сводот на небесниот круг. Имаш ли намера да се држиш до стариот пат, по кој одеа неправедните луѓе? Тие исчезнуваа пред време, пороите им ги однесоа основите. Му зборуваа на Бога:
остави не нас, што може Седржителот да ни стори, а тој им го полнеше домот со блага, но советот на нечестните да биде далеку од мене. Праведниците гледаат и се радуваат, непорочните им се подсмевнуваат. Ете пропаднаа нашите противници, она што остана од нив, огнот им го проголта. Спријатели се ти и смири се со Бога, и пак ќе ти биде вратено доброто. Впрочем, прифати го законот од неговата уста, посади го неговото слово во своето срце. Ако се вратиш покаен кон Семоќниот, ќе бидеш утврден наново, иако ја отстраниш неправдата од својот шатор. Тогаш ќе го отфрли златото во прав и офирското злато меѓу поточните камчиња. Семоќниот ќе стане твое чисто злато, тој ќе биде светливо сребро за тебе. Да, Седржителот ќе биде твоја радост и ќе го издигаш лицето кон Бога, ќе му се молиш и ќе те послуша, ќе ги исполниш своите ветувања. Што и да преземеш, се ќе ти успее, и светлина ќе ги осветлува твоите патишта, зашто тој ја понижува гордоста на гордите, додека им притекнува на помош на оние што имаа смирени очи. Тој го избавува невиниот од неволја и тебе ќе те спаси чистотата на твоите раце. Глава 23. Јов проговори и рече: Уште и сега е горчливо моето слово, моите страдања се потешки од моите воздишки. О, кога би знаел како да го најдам, како да стигнам до неговиот престол. Пред него би го изложил своето дело, од мојата уста би излегле доказите. Би сакал да знам што би ми одговорил и да го разберам словото што би ми го рекол. Зар му треба голема сила за препирката? Не, достатно би било тој да ме сослуша. Би видел праведен во противникот и тогаш би се ослободил за секогаш од судијата. Ако тргнам кон исток, не можам да го најдам. Ако тргнам кон запад, не го согледувам. Барам на север, но не го забележувам. Невидлив е ако се завртам на југ. Па сепак, тој добро го знае патот по кој чекорам. Нека ме испита, ќе излезам чист како злато. Мојата нога се држеше до неговите стапки. Одев по неговиот пат, не застранувајќи. Не отстапувајте од заповедите на неговите устни. Ги чував словата на неговата уста, повеќе отколку секојдневната храна. Но ако посака нешто, кој ќе го одврати? Што и да посака со душата, тоа ќе го исполни. Ќе го изврши тоа што ми го определи мене, како и се друго што одлучил. Заради тоа, јас сум исплашен пред него, и колку повеќе мислам, стравот ме фаќа посилно. Бог ми го расслаби срцето, Седржителот ме исплаши, иако не пропаднав ни во темнините, ниту во мракот што моето лице го покри. Глава 24. Зашто времињата не се скриени од Семоќниот, а верниците не ги видуваат неговите денови. Безбожниците ги преместуваат меѓите, ограбуваат стадо и го пасат. Им го одведуваат ослето на сирачето, го земаат во залог волот на вдовицата. Ги тераат бедните од патот, се кријат бедните на земјата. Како диви ослици во пустината рано, одат да заграбат плен. Пустината им ги храни децата. Тие собираат во туѓа нива, го берат лозието на опакиот. Голите немаат облека ноќе, ни покривка против студот. Тие киснат од планинските поројни дождови. Без засолниште се долепуваат до карпата. Ги отргнуваат сиракот од градата. Земаат во залог дете од бедниот. Одат голи, немаат облека. Изгладнети носат туѓи снопови. Кои цедат масло меѓу ѕидовите, жедни газат во каците. Луѓето на умирање овкаат низ градовите и душите на ранетите викаат за помош, но Бог се оглушува на се тоа. Има такви кои ја мразат светлината, не ги признаваат нејзините патишта, ниту се придржуваат до нејзините патеки. Убиецот се крева во мракот, ги коле бедниот и сиромашниот. Окото на прелюбникот копнее за примрак. Никој нема да ме види, вели тој, и го прекрива своето лице со превес.
Во темнината ги пробива куќите, оние куќи кои ги забележал дење. Тие не сакаат да знаат за светлина. Зората им е како смртна сенка. Штом зазори, силен страв ги фаќа. Тој е побрз од водите. Избегнувајќи го патот преку лозјата, неговите имоти се проколнати во земјата. Како што горештината и жегата го впиваат снегот, така и подземјето ги проголтува грешниците. Крилото што го роди го заборави. Неговото име не се спомнува веќе. Неправдата е скршена како стебло. Тој измачуваше жена неродка, не истори добро на вдовицата, но оној што силно ги фаќа насилниците станува, а за нив гасне сета надеж. Му даде сигурност и тој се надева. Со окото ги надгледуваше неговите патеки. Се воздигнаа за малку, а тогаш исчезнаа. Се рушат и изгниваат како сите други, пресечени како главите на класовите. Не е ли така? Кој ќе ме изобличи во лага? Кој може да ги поништи моите зборови? Глава 25. Тогаш Валдато Чуах проговори и рече: Господството и стравот се во неговата рака, и тој создава мир во своите висини. Зар можат да бидат изброени неговите чети и врз кого не изгрева неговата светлина? Па како може човек да биде праведен пред Бога, и родениот од жена како може да биде чист? Ете и месечината ја губи својата светлина пред него. За неговите очи звездите не се чисти. Што да се рече тогаш за човекот, за тој црвец, за човечкиот син, бедно црвче? Глава 26. Јов проговори и рече: Колку добро знаеш да му помогнеш на немоќниот и да ја потпреш изнемоштената мишка. Колку добар совет му даваш на неукиот, на вистина покажа преголема мудрост. Кому му ги упати овие зборови и кој дух зборуваше од тебе? Мртвите пред Бога треперат долу под земјата, морските води се тресат и нивните чудовишта. Пред неговото око Шеелот зе е откриен и бездната на смртта нема превес на себе. Тој го обтегнува северот врз празнината. Тој ја држи земјата необесена на ништо. Тој ја затворува водата во своите облаци, но облаците не се скинуваат под неа. Тој го покрива полното лице на месечината, простирајќи го својот облак врз него. Тој постави меѓи на водата, каде прекратува светлината и темнините почнуваат. На небесниот свод се потресуваат столбовите и премираат од страв, кога тој се заканува. Тој го скроти морето со својата сила и го сотре со мудрост чудовиштето Рахав. Со својот дух ги украси небесата, а неговата рака ја прободе брзата змија. Се тоа е само дел од неговите дела, од кои ние за него слушаме слабо. Но кој може да го свати громот на неговата сила? Глава 27. Јов ја продолжи својата беседа и рече: Жив е Бог кој ми ја скратува правдата и Седржителот кој ми ја огорчи душата. Се додека мојот дух е уште во мене, додека Божиот здив биде во моите носалки, моите устни нема да изустат зло, ниту некаква лага ќе дојде на мојот јазик. Далеку од мене да ве оправдам, својата невиност ќе ја бранам до последниот здив. Јас се држам за својата правда, нема да ја оставам. Моето срце нема да ме кори заради моите денови. Нека го најде мојот непријател копта на безбожникот, а мојот противник судбината на беззаконикот. Зошто на што може да се надева, кога се моли покорно и кога ја вознесува својата душа кон Бога? Ќе ги чуе ли Бог неговите крици, кога неволјата ќе се нафрли врз него? Зар ќе се радува тој во Седржителот? Зар ќе го повикува Бога во секое време? Но јас ќе ви ја покажам Божјата рака и нема да ви ги скријам намерите на Седржителот. Ете, сами можевте да го видите се тоа. Зошто тогаш се губите во празнина? Оваа судбина Господ ја одредува на беззаконикот. Ова наследува силникот од Седржителот. Има ли многу синови, меч ги чека, а неговиот пород
не ќе има доста леп. Смртта ќе ги погребе неговите преживеани и вдовиците не ќе ги оплачуваат. Ако натрупа и сребро како прав, ако насобере и облеки како кал, нека ги собира, праведник ќе ги облече, невини луѓе ќе го разделат среброто, изградил куќа од пајажина, колипче какво прави за себе си полјакот, легна богат, но за последен пат, кога ги отвори очите, ништо веќе нема. Ужас го опфаќа среде бел ден, ноќе бура го грабна и го однесе. Источниот ветар го крена и го одвлече, бурата го фрла далеку од неговото место. Без милост мафта со него насекаде, додека овој се обидува да му избега од раката. Плескаат со раце над неговата пропаст, го извиркуваат каде и да дојде. Глава 28. Да, среброто има свое наоѓалиште, а златото место каде се прочистува. Железната руда се вади од земјата, а од камена рудница се топи бакар. Луѓето и поставуваат граница на темнината и копаат до најголемите длабочини. По камен, закопан во мрак, далеку во туѓина длаби ровови, до кој не допира човечката нога. Виси, нишајќи се, далеку од луѓето. Крилото на земјата, од кое ни никнува лебот, сето е раскопано како од оган. Незините карпи се со кровиште на сафир, златен прав се крие во нив. Грабливите птици не ги знаат тие патишта, соколовото око не ги забележува. Дивите зверови не стапнаа на нив, ниту пак некогаш лавот помина по нив. Но човек крева рака против каменот и ги превртува планините од корен. Засечува премини низ камен. Неговото око забележува се скапоцено. Тој го запира текот на водните жили. За солнати работи изнесува на видело. Но од каде ни доаѓа мудроста? Во кое место престојува разумот? Човекот не ја знае нејзината цена, не ја открија во земјата на живите. Бездната зборува, ја нема во мене, а морето не се наоѓа кај мене. Не може да биде купена со чисто злато, ниту да се измери со сребро нејзината цена. Не се мери таа со офирско злато, ни со скапиот оникс, па ни со сафир. Не се споредува со злато, со кристал, ниту се дава за сад од чисто злато. Зошто да се спомнува кристалот, коралот, подобро е да се стекне мудрост отколку бисери. Што е спрема неа, етиопскиот топаз, не се преценува ни со чисто злато. Но од каде ни доаѓа мудроста? Во кое место престојува разумот? Скриена е за очите на сите живи, таа им избегнува на небесните птици. Пеколната пропаст и смртта изјавуваат. Ние само чувме за нејзината слава. Единствено Господ го разбира нејзиниот пат. Единствено Тој знае каде се наоѓа. Зашто со поглед ги опфаќа границите на земјата и забележува се под небесниот свод. Кога сакаше да му одреди тежина на ветерот и со мерилка да ја измери сета вода, кога му наметна закони на дождот и патишта на громовните облаци, тогаш ја виде и ја измери, ја зацврсти и ја испита до дното, а потоа му рече на човекот: стравот од Господа ете што е мудрост, отстранувај се од злото, тоа ти е разумност. Глава 29. Јов ја продолжи својата беседа и рече: О, да можам да ги проживеам минатите месеци, оние денови кога Бог бдееше над мене, кога неговиот светилник светеше над мојата глава, а неговата светлина ме водеше низ темнината. Како во годините на мојата зрелост, кога Божјата добрина беше над мојот дом, кога Седржителот уште беше со мене и моите деца ме обкружуваа, кога моите нозе ги мие во млеко, а мојот камен излеваше потоци масло, кога излегував над градската врата и ја поставував својата столица на раскрсницата. Откако ќе ме видеа, младите се криеја, старците откако ќе станеа, стоеја. Првенците го прекратуваа разговорот и ја ставаа раката на својата уста. Гласот на началниците стивнуваше сосем. Јазикот им се залепуваше за непцето. Секој што ме слушаше, ме наречуваше блажен, ме фалеше окото што ќе ме видеше, зашто го избавува бедниот кога викаше
и сиракот оставен без помош. Благословот на изгубените беше врз мене, јас му ја враќав веселбата на срцето на вдовицата. Се облекува во правдата како сооблека. Безпристрасноста ми беше наметка и венец. Бев очи на слепиот и бев нозе на хромиот, татко на бедните, застапник на странците. Го разгледува внимателно делото на непознатиот, му ги кршев челустите на беззаконикот, го истргував пленот од неговите заби. Велев, ќе издивнам во своето гнездо, како палма, проживувајќи безбројни денови. Моите корења се простираат до водата, росата почива на моите гранки. Мојата слава ќе се подмладува секогаш и лакот ќе се обновува во мојата рака. Слушаа желно што ќе им кажам и молчеа за да чујат совет од мене. Ништо не додаваа на моите зборови и моите беседи капеа како дожд врз нив. Тие копнеја по мене како по дожд, отвараа уста како залетен пороен дожд. Мојата насмевка им беше охрабрување, внимаваа на ведроста на моето лице. Јас им ги избирав патиштата, јас ги предводував како поглавар, како цар кога е среде своите чети, како оној кој ги теши јадосаните. Глава 30. А сега ете ми се подсмевнуваат луѓе по години помлади од мене, чии татковци не би ги ставил ни со овчарските кучиња на своето стадо. Па зошто ми е силата на нивните раце, кога ќе ми ја снема нивната мажествена сила. Испиена од глад и скудност, гризеа корења во пустината и густа шума по запустените урнатини. Береа лобода и лисија од грмушките. Како леп јадеа смреково корење. Тие се протерани од човечкото општество. Викаат по нив како по кратци. Живееа по страшни ровови, во пештери и во пукнатини. Рикањето им се креваше од честакот. Лежеа стиснати по трништата. Синови на навредените, род на безимените, ги протеруваа со бичеви од земјата. На таквите им станав шеговита песна и сега ним им служам како приказна. Се гнасат и бегаат од мене, не се стеснуваат да ми плукаат во лицето. Бидејќи Бог ми го скрши лакот и ме сотре, тие отфрлија уздата со своите усти. Изродите стануваат од мојата десна страна, тие ги тераат моите нозе во бегство, насипуваат пат на пропаст кон мене. Ми ја разурнуваат патеката, за да ме сотрат. Напаѓаат и никој не им брани. Тие навлегуваат како широк пролом и се тркалаат како бура. Сите стравотии се свртуваат кон мене. Мојот углед го снема како ветер. Доброто исчезна како облак. Мојата душа се разлева во мене. Денови на неволја се урнаа врз мене. Ноќе болеста ги прободува моите коски. Не стивнуваат болките што ме гризат. Маката ми ја смени и облеката и ме стегна како јака на облекло. Ме фрли во калта долу. Ете станав како прав и пепел. Викам кон тебе, но ти не одговараш. Стојам пред тебе, но ти и не се грижиш. Стана жесток кон мене. Со претешка рака се нафрлаш кон мене. Ме креваш со виор, со него ме носиш. Ме вртиш силно во вртеш на бурата. Да, знам дека ме предаде на смртта, на заедничкото собиралиште на сите живи. Не ја испружува ли раката давеникот? Не вика ли кога ќе падне во неволја? Не плачев ли за страдалниците? Не се ли сожали мојата душа за сиромашниот? Се надевав на среќата, а дојде несреќата. Ја чекав светлината, а ете, темнина ме зави. Утробата врие во мене непрекратно, ми донесува нови страдања секој ден. Одам поцрнет, но никој не ме теши. Станувам во собранието за да извикам. Станав брат на шакалите и им станав другар на ноевите. Сета кожа поцрне на мене и оган ми ги изгоре коските. Мојата харфа се претвори во тажачка, а мојата свирка има глас на тажачи. Глава 31. Склучив завет со своите очи, дека нема да погледнат на ниедна девица. А што ми досуди Господ од озгора, какво ми е наследството од Седржителот? Па не е ли несреќата за нечесниот?
а неволјата за оние што прават зло. Не ги гледали тој сите мои патишта, не ги броили тој сите мои чекори. Зар одев кога и да било во друштво со лагата? Зар мојата нога брзаше кон измама? Нека ме измери Бог врз права мерка, па ќе ја види мојата непорочност. Ако мојот чекор се отстрани некогаш од патот, ако моето срце го следеше окото, иако срамно дело ми ги извалка рацете, друг нека го јаде тоа што сум го посеал, нека ги искорени сите мои подници. Ако моето срце се завело по некоја жена, ако дебнев некогаш зад вратата на мојот ближен, тогаш мојата жена нека меле на друг, нека ја подели својата постела со друг. Со тоа би направил бесрамно дело, злостор на кој правдата треба да му пресуди. Би запалил оган што жеже до пропаст и што би ја изгорел сета моја едногодишна жетва. Ако некогаш го презрев правото на својот слуга или слугинка, кога спореа со мене, што ќе направам кога Бог ќе стане? Што ќе одговорам кога ќе побара сметка? Зар тој не создаде двајцата во утробата и не создаде еднакво во мајчиното крило? Дали се правев дека не ги слушам молбите на сиромашните или ги расплакав вдовичините очи? Дали го јадев некогаш сам својот залак, а да не го делев со сирачето? Па од младоста му бев како татко, го водев од мајчиното крило. Зар го гледав безкуќникот без облека или некој беден без покривка, а неговите бедра да не ме благословија мене, кога се стопли со руното на моите овци? Ако кренев рака против невин, знаејќи дека мојот бранител е при вратата, моето рамо нека се откорне од плеќката и нека ми отпадне раката од лактот. Зашто Божите ужаси би паднале врз мене и не би можел да устојам пред Неговото величество? Зар надежта ја стави во златото или му реков на златото, сигурност моја? Зар се радував на големо богатство, на богатствата што ги спечалија моите раце? Зар гледајќи го сонцето како блеска и како месечината патува по сјајното небо, моето срце се зазеде потајно да им испратам бакнеш со раката? Тоа ќе беше грев што вика по суд, бидејќи би се одрекол од Севишниот Бог. Зар се зарадував на неволите на непријателите и ликував кога го снајде зло? Јас, кој не го остави јазикот да греши, проколнувајќи го и сакајќи да умре. Не зборуваа ли луѓето на мојот шатор, па кого тој не го засети со месо? Никогаш странец не ноќеваше надвор, ја отварав својата врата на патникот. Не ги криев своите гревови како Адам, не ја криев вината во своите гради. Зашто се плашев од озборувањата на мноштвото и стравував од племенското презрение, па молчев, не преминувајќи преку својот праг. О, да имаше некој да ме сослуша, јас го кажав својот последен збор. Седржителот нека ми одговори сега, противникот нека ми напише оптужница и јас ќе ја носам на своето рамо. Ќе го украсам челото со неа како со круна. Ќе му дадам сметка за своите чекори и ќе стапам пред него како кнез. Ако мојата земја викаше против мене, ако со неа плачеа низините бразди, ако јадев плодови без да платам, и ако ги јадосав низините орачи, нека расте троскот на неа место жито и место јачмен нека расте какол насекаде. Крај на Јововите зборови. Глава 32. Оние три човека прекратија да му одговараат на Јова, зашто тој се сметаше невин. Тогаш се налути Елију, Варахиловиот син, од Вуза, од Арамово племе. Пламна со гнев против Јов, бидејќи се сметаше за праведен пред Бога, а пламна со гнев и против трите негови пријатели, зашто не најдоа веќе ништо што да му одговорат, па така го осудија Јова. Додека тие разговараа со Јова, Елију молчеше, зашто тие беа постари од него. Ама кога виде дека оние три мажи немаа веќе одговор во устата, пламна со гнев и проговорувајќи, Елију, Варахиловиот син од Вуза, рече: Јас сум уште млад според своите години, а вие навлеговте во длабока старост. Затоа јас се воздржав страшливо да го покажам своето знаење пред вас.
Мисле во себе. Староста ќе зборува, многуте години ќе ја покажат мудроста. Навистина, има дух во човекот. Здивот на Седржителот го прави разумен. Понапреднатата возраст не дава мудрост, ниту старците ја знаат праведноста. Затоа ве молам, послушајте ме мене, да ви го изложам и јас своето знаење. Ги следев со внимание вашите беседи и ги сослушав вашите причини, додека баравте што да кажете. Целото моje внимание беше врз вас, но немаше никој да го побие Јова, ниту пак некој од вас да му се протистави на неговото слово. Не велете, ја најдовме мудроста, Бог ќе го побие, зашто човекот не може. Тој не ја насочи беседата кон мене, нема да му одговорам со вашите зборови. Поразените не можат да се протистават, прекратија да зборуваат. Чекав, но ете тие не зборуваат, молкнаа, ни збор повеќе да кажат. Сега е на мене да проговорам, и јас ќе го изложам своето знаење. Многу зборови бликаат во мене, додека мојот дух ме тера одвнатре. Ете, мојата внатрешност е како затворено вино, ќе распукне како нов мев. Да ми олесни, затоа ќе зборувам, ќе ги отворам устните и ќе ви одговорам вам. Не ќе се приклонам ниту кон едната страна, ниту имам намера да му ласкам некому. Јас не умеам да ласкам никако, зашто мојот Творец би ме погубил веднаш. Глава 33. И така чуј, Јове, што ќе ти кажам. Наведни го увото кон моите беседи. Ете, ја отворив својата уста, а јазикот ми создава зборови под небцето. Моето срце ќе ти зборува искрено. Устните ќе изречат чиста вистина. Па и мене Божјиот дух ме создаде. Здивот на Седржителот ме оживе. Ако можеш, протистави ми се ти. Подготви се да ми се спротивиш. Ете како и ти, и јас сум пред Бога како и ти. Бев создаден од глина. Затоа јас нема да те ужасувам со страв, мојата рака нема да те притисне. И така, на мои уши рече, сосем јасно ги чув твоите зборови. Невин сум и без никаков грев. Прав сум и нема вина врз мене. Но тој нашол обвинување против мене и ме смета за свој непријател. Ги стави моите нозе во клади. Тој внимава на секој мој чекор. Тука ти велам, не си во право, зашто човек не може да се мери со Бога. Па зошто се препираш со него? Тој не дава отчет ниту за едно од своите дела. Господ ни зборува нам еднаш и два пати, но човекот не обрнува внимание на тоа. Во соништата, во ноќните виденија, кога длабок сон ги совладува луѓето и додека сонуваат цврсто на леглата, тогаш тој му зборува на увото на човекот и го плаши со морничави привиди, за да го одврати од неговите дела, да ја обори гордоста во човекот, да ја спаси неговата душа од јамата и неговиот живот да не падне од меч. Тој го кара на леглото со болест, кога коските му се тресат непрекратно, кога лебот му се гади на неговиот живот и најдоброто јадење на неговата душа, кога неговото тело гине очигледно и му се гледаат оголените коски, кога душата му се приближува до гробот, а неговиот живот кон гласниците на смртта. Тогаш, ако не се најде ангел покрај него, еден посредник меѓу илјада, за да го спомени човекот на должноста, па се сожали над него и рече: избави го, за да не слезе во јамата, најдов откупнина за неговиот живот. Нека му процвета телото со младост, нека се врати во младечките денови. Му се помолува на Бога и Бог го послушува. Тој го погледнува радосно во лицето, му ја враќа на човекот неговата праведност. Тогаш човекот ќе погледне на луѓето, велејки: грешев и го изопачував правото, но Бог не ме казни. Тој ми ја спаси душата од гроб и мојот живот се радува на светлината. Ете, Бог го прави се тоа 2 пати и до 3 пати за човекот, за да ја спаси неговата душа од гробот и да му го осветли животот со светлина. Внимавај, Јове, послушај ме добро, молчи, зашто уште не доискажав се. Ако имаш уште зборови,
одговори ми. Говори, со задоволство би те оправдал тебе. Ако немаш, послушај ме само, внимавај и ќе те научам на мудрост. Глава 34. Елију ја продолжи својата беседа и рече: И вие мудреци, чујте што ќе речам. Вие умни луѓе, послушајте ме мене, зашто нашите уши ги испитуваат беседите, исто како што непцето ја испитува храната. Заедно да испитаме што е право и заедно да размислиме што е добро. Јов тврдеше: Јас сум праведен, но Бог ми ја скратува мене правдата. Во право сум, а ме прават лажец, прострелан на смрт, а без своја вина. Зар има некаде човек како Јова, кој ја пие хулата како вода, кој чекори заедно со злочинците и го дели истиот пат со нечесните? Тој тврди: каква полза има човекот од тоа што сака да му угоди на Бога? Затоа чујте ме, вие умни луѓе. Злото е многу далеку од Бога и неправедноста од Вседржителот. Па тој му плаќа на човекот според делата, секому му дава според неговото поведение. Навистина, Бог никогаш не прави зло, ниту Вседржителот ја извртува некогаш правдата. Кој освен него мисли за земјата и кој ја управува вселената? Кога тој би го повлекол своето срце кон себе, кога би го вратил сиот свој дух кон себе, сите суштества би издивнале одеднаш и човекот би се претворил во прав. Ако имаш разум, слушај го ова и внимавај на моите зборови. Може ли да владее оној кој ја мрази правдата? Сакаш ли да го осудиш најправедниот? Оној кој му вели на царот никаквец, а на кнезот му говори злосторнику. Кој не е пристрасен кон кнезовите и еднаков му е бедниот и богатиот, зашто тие се дело на неговите раце. Умираат во еден миг, среде глува ноќ. Народите се брануваат, поминуваат, моќните паѓаат без човечка рака. Зашто неговите очи се на човечките патишта и тој го гледа секој негов чекор. Нема таков мрак и ниту смртна сенка, каде би можеле да се скријат оние што прават неправда. Господ не му вели никому однапред, кога ќе стапи на суд пред него. Тој ги сотира јаките без сослушување и поставува други на нивното место. И така, многу добро ги познава нивните дела. Среде ноќ, тој ги кутнува и ги гази. Со удар ги бие заради нивната злоба, во место каде сите можат да ги видат, зашто прекратија да одат по него, ги занемарија неговите патишта, гонејќи ги бедните да пискаат до него и угнетуваните да лелекаат кон него. Ама ако смирува, кој ќе го трогне него? Скрие ли го лицето, кој може да го види? Бдее над народите, како и над човекот, да не завладее некој кој го заведува народот. Кога безбожникот ќе му рече на својот Бог: ме заведоа, повеќе не ќе грешам. Не разбирам ли, поучи ме ти сега, иако некогаш правев неправда, во иднина нема да ја вршам. Мислиш ли дека Бог треба да го казни него, дека ти ги презираш неговите замисли? Но кога одлучуваш ти, а не јас, ајде сега, истреси ми ја својата мудрост. Сите умни луѓе ќе се сложат со мене и секој разумен кој ќе ме чуе мене. Јов зборуваше необмислено, нема мудрости во неговите зборови. Затоа Јов нека се испита до крај, зашто одговара како злосторник, а на својот грев му додава уште побуна. Тој плеска со дланките меѓу нас и ги натрупува своите хули против Бога. Глава 35. Елију ја продолжи својата беседа и рече: зар ти мислиш да го браниш своето право, да ја докажуваш праведноста пред Бога, кога му велиш: зошто ти е важно тоа ако грешам? Што ти чинам со тоа? Јас ќе ти одговорам тебе на се тоа и на твоите пријатели едновремено. Погледни на небото и наблюдувај. Гледај ги облаците, повисоки се од тебе. Ако грешиш, што направи против него? Што му зададе со своите престапи? Ако си прав, зошто дојде при него и што добива тој од твојата рака? Твојата нечесност ги повредува сличните на тебе и твојата правда му ползува на човекот.
но кога стенкаат под тешкиот јарем, кога викаат заради насилството на моќните, никој не вели: каде е Бог мојот Творец, кој ја исполнува ноќта со весела песна. Не прави поумни од земните зверови и помудри од небесните птици. Тогаш викаат, но тој не одговара заради гордоста на злосторниците. Но колку е суетно да се тврди дека Бог не ги слуша нивните викови, дека Седржителот не свртува поглед на нив. А камоли кога ти велиш допрва, тој не ме гледа, мојата парница стои пред него, а јас уште чекам на неа. Или, неговата лутина не казнува, тој воопшто не се грижи за престапите. Тогаш Јов напразно ја отвора устата и натрупува неразумни беседи. Глава 36. Елију продолжи и рече: стрпи се малку, па ќе те поучам, зашто уште не дореков се за Бога. Своето знаење ќе го изнесам оддалеку, да го оправдам својот создавач. На вистина, моите зборови не знаат за лага. Пред тебе е човек совршен во знаење. Ете Бог е силен, но не презира, моќен е со силата на својот разум. Тој не остава да живее нечестниот, им набавува правда на страдалниците. Тој не ги симнува очите од праведните, ги крева на престоли покрај царевите, за да бидат возвишени довека. Ако се тие оковани во вериги и сопнати со јежињата на неволјата, тој им ги напомнува нивните дела, им го кажува гревот на нивната гордост. Тој им го отвара увото за опомена и ги призовува да се отстранат од злото. Ако послушаат и му се покорат, нивните денови завршуваат во благопријатност, нивните години во радост. Ако пак не слушаат, умираат од копје, заглавуваат, не знаејќи ни самите како. А нечестните срца негуваат омраза, не бараат помош, кога тој ги врзува во окови. Умираат во цветот на своето детство и животот им завршува меѓу содомците. Тој го спасува страдалникот преку неговата беда и му ги отвара очите во несреќа. Ќе те избави од грлото на теснината, ќе те изведе кон безграничните пространства, кон стол преполн со месо. Но ти си го исполнил судот на безбожниците. Суд и осудување ќе те постигне. Од сега, нека не те заведува изобилството и нека не те расипе пребогатиот дар. Богатиот нека ти биде како човек без злато, а човекот со силна рака како слабиот. Не ги гони оние што ти се туѓи, за да ги ставиш роднините на нивното место. А внимавај да не свртиш кон неправдата, зашто заради неа те најде искушението. Ете Бог е возвишен во својата сила. Зар има учители како него, кој му го одреди нему неговиот пат? Кој ќе му рече: работеше криво? Спомни си да го величаш неговото дело, што луѓето го опеа со песни. Целиот свет го наблюдува со восхитување. Човекот се восхитува, макар оддалеку. Бог е поголем од колку што можеме да сватиме. Неодолив е бројот на неговите години. Тој ги собира водните капки во височина и го претвара дождот во пареа и магла. Тогаш поројни дождови плискаат од облаците и се изливаат врз луѓето. Кој ќе го свати ширењето на облаците, страшниот татнеш на неговите шатори? Ете тој ја распростира светлината над себе и го покрива морското дно со води. Тој ги суди народите преку нив, ги дарува со изобилна храна. Тој ја држи молњата со двете раце и кажува каде да удри. Со громов глас се навестува себе си, стигнува со гнев да ја разгроми нечестноста. Глава 37. Да, и моето срце трепери од тоа и сака да искочи од своето место. Слушнете го грмежот на неговиот глас, татнежот што излегува од неговата уста. Ете секавица лета преку целото небо и светнува блесок од крај до крај на земјата. Зад неа еден силен глас се разнесува. Тој грми со величествен глас. Неговите молњи летаат, никој не им пречи, штом се чуе неговиот глас. Да, Бог грми со величествен глас. Создава,
несфатливи големи дела, кога ќе му рече на снегот, обснежи по земјата, и на поројните дождови заврнете силно. На секој човек му ги запечатува рацете, сите да го запознаат неговото дело. Тогаш сите зверови се вовлекуваат во скривалиште и остануваат во своите легла. Бурата се крева од јужната страна, а северните ветрови донесуваат студ. Веќе од Божиот здив настанува мраз и се здрвува водната површина, и тој пак ги полни со вода облаците, и облаците почнуваат да светкаат со молњи. Кружат насекаде по неговата волја, што им наложи, тоа ќе извршат, на лицето на целиот земски круг. Ги испраќа или да ги казни народите, или за земјата, или за милост. Послушај го ова, Јове, смири се и разгледај ги чудесните Божи дела. Знаеш ли како Бог ги заповеда нив, како ја пушта молњата од својот облак? Тоа се чудеса на совршено знаење. Си научил ли како се издигаат облаците и како се стоплуваат твоите облеки од жегата во јужниот ветер, кога земјата се одмара? Зар ти ги распна небесата со него, цврсти како одлеано огледало? Де поучиме што да му речеме, не се снаоѓаме веќе заради темнината. Зар ќе му речеш, сакам да зборувам, или ќе се согласиш на сопствената пропаст? И така, кој може да гледа во светлината на небесата, што свети со блесок, кога ветриштата ги растеруваат облаците? Од север светнува како злато, Бог се облече со страшно величество. Да, не можеме да го достигнеме Седржителот, неизмерлив е во својата сила и во судот, и во совршенството на правдата. Тој не угнетува никого. Затоа сите луѓе нека се бојат од него. На горделива мудрост тој не гледа. Глава 38. Тогаш Господ му одговори на Јова од бура и рече: Кој е тој кој со безумни зборови ја замрачува божествената промисла? Препаши си го крстот како јунак, јас ќе те прашам, а ти поучи ме. Каде беше кога ја основав земјата? Кажувај ако знаеш. Знаеш ли кој и ги одреди мерките и кој го обтегна измерувачкото јаже над неа? На што и почиваат основите? Кој постави крајаголен камен, додека воскликнуваа утринските звезди и извикуваа Божиите дворјани? Кој го затвори морето со врати, кога заизвори од мајчиното крило, кога го облеков со облак како со облека и кога го завиткав со густа магла како со пелени, кога ја одредив неговата меѓа, стави врати со лостови. Дотаму, не подалеку, му реков нему, тука нека се крши гордоста на твоите бранови. Зар некогаш си му заповедал на утрото? Зар си го покажал на зората нејзиното место, да ја потфати земјата за рабовите и да ги истресе од неа сите безбожници, да ја претвори во печатна глина и да ја обои како некаква облека? Таа им ја одзема светлината на злосторниците и им ја крши кренатата тупаница. Зар си проникнал до морските извори? Зар си одел некогаш под дното на бездната? Зар ти ја покажаа вратата на смртта? Ги видели вратите на крајот на мртвите сенки? Ги согледали пространствата на земјата? Зборувај, доколку го знаеш се тоа. Кој патишта водат во домот на светлината? На кое место престојуваат темнините, за да ги одведеш во нивните краишта, за да им го покажеш патот кон нивниот стан? Ти го знаеш тоа, па ти се роди одамна, бројот на твоите денови е многу голем. Дали си стигнал до ризниците на снегот и зар ги виде за солништата на градот, што ги запазив за деновите на неволјата, за време на крвав бој и војна? По кој пат се дели молњата, кога распрснува искри по целата земја? Кој го ископа подводниот ров? Кој му го исчисти патот на грмежот, за да врне дожд врз ненаселено подрачје, врз пустината каде нема жива душа, за да ја напои неплодната пустина, за да никне трева во степата? Има ли дождот свој родител? Кој е тој што ги раѓа капките на росата? Од чие крило излегува мразот? Кој ја создава сланата што паѓа од небото?
како се сврстуваат водите како камен и како замрзнува површината на бездната. Можеш ли да ја врзеш плејадата со вериги и да ги разврзеш врските на Орион, да ја изведеш деницата во вистинско време, да ја водиш мечката со незините млади? Зар ги познаваш ти небесните закони, па да им доделиш ним сила на земјата? Можеш ли да им извикаш на облаците, па да те послушаат поројните дождови? Зар по твоја заповед летаат секавиците и зар ти се одзиваат тебе, Евене? Кој ја положи мудроста во човекот, кој му даде разум на срцето, кој ги пребројува мудро облаците и кој ги излева небесните мевови, додека земјата не се згусти во тесто и додека не се залепат незините грудки? Зар ти ќе и уловиш лов на лавицата или ќе го задоволиш гладот на лавчињата, додека чекаат гладно на своето легло и дебнат на жртвата од засолништето? Кој им набавува храна на гавраните, кога неговите пилци пиштат кон Бога и летаат наоколу без храна? Глава 39. Знаеш ли како се размножуваат дивите кози? Дали виде како се раѓаат кошутите? Дали изброje колку месеци носат? Знаеш ли во кое доба се породуваат? Наведнувајќи се, ги породуваат своите срнчиња и го растеретуваат бремето среде пустината, а кога породот ќе им зајакне, растат во полето, го оставаат и не му се враќаат. Кој му ја даде слободата на дивото осле и кој го симнал главникот од неговата глава? Пустината му ја дадов за родно место и солените полиња за да живее таму. Тој му се подсмевнува на шумот на градовите и не ги слуша повиците на терачите. Скита по ридовите, по своите пасишта, во потрага за секакво зеленило. Можеш ли биволот да го направи слуга, да го задржиш една ноќ во јаслите? Можеш ли да го приковеш за браздата, за да го влече ралото по твоите бразди? Можеш ли да се потпреш на него, зашто е преголема неговата сила и да му ја препушти својата тешка работа? Дали мислиш дека ќе ти се врати и дека ќе ти дотера жито на гумното? Нојот трепери радосно со своите крилја, иако се скудни крилјата и перијата. Тој ги остава своите јајца на земјата, му ги доверува на песокот да ги грее, не грижејќи се дека може да ги згази нога или да ги змечи некаков див звер. Постапува со нојчињата како со туѓи. Тој не се грижи дека трудот му е напразен, зашто Бог го лиши него од памет, не му даде никаков разум. Ама кога ќе се вивне нагоре, тогаш им се подсмева на конјот и коњаникот. Зар ти му подари сила на конјот? Зар ти му го украси вратот со гривна? Зар ти правиш да скока како скакулец, секого да натера со страв со ржењето? Весело ја раскопува земјата со копитото, храбро излегува против оружјето, му се подсмева на стравот, од ништо не се бои, не ќе се повлече ни пред меч, на неговите задни страни звечи торба со стрели, копјето светка и бојната сулица, бесен и нестрплив ги голта пространствата, кога ќе засвири рогот кој ќе го задржи. Тој заржува при секој звук на рогот, вришти, веќе оддалеку тој го надушува лутиот бој, бојната викотница и извиците на војсководачите. Зар по твојата промисла лета соколот и ги шири своите крилја кон југ? Зар на твој налог се крева орелот и си свива гнездо врз височината? Врз стрма карпа тој живее и ноќева, на планинските сртови, на високите стрмнини. Оттаму дебне втренчено на пленот, неговите очи гледаат далеку, неговите орлиња се хранат со крв, каде има убиени, таму е и тој. Глава 40. И Господ му се обрна на Јова и му рече: зар кудачот ќе се препира уште со јакиот? Божиот тужител нека одговори сам. А Јов му одговори на Господа и рече: премногу сум мал, што да одговорам? Со мојата рака ќе ја затворам устата. Реков збор, нема веќе да започнувам. Реков два, ама нема да продолжам. Тогаш Господ му одговори на Јова од бурата и рече: препаши го својот крст како јунак, јас ќе те прашувам
а ти поучи ме. Зар сакаш да го изгазиш и мојот суд, да ме обвиниш, за да се оправдаш себе си? Зар твојата мишка ја има Божјата сила? Зар можеш да грмиш со гласот како него? Наметни се со сјај и величество, облечи се со достоинство и слава. Избувни со гнев на жесток оган, понизи го гордиот со еден поглед. Погледај го горделивецот, скрши го, сотри го наместо секој злосторник. Закопај ги сите нив заедно во земјата, затвори ги во мрачна темница. Тогаш и јас ќе ти дадам пофалба, дека се ослободи со својата десница. А сега, ете разгледај го нилскиот конј, се храни со трева како добиток. Ете, неговата сила е во бедрата, а јакоста му е во мишката на мевот. Ја здрвува кренатата опашка како кедар, жилите му ги испреплетија сите бедра, неговите коски се железни цевки, неговите зглобови се глуждови од железо. Тој е првенец на Божјото создавање. Творецот го вооружи со меч. Планините му донесуваат данок во храна и сите зверови што играат по нив. Тој почива навален под лотосот, мочуришните трски и калта го кријат. Лотосовите лисје му прават сенка. Тој се лади под поточните врби. Ако најдојде реката, тој не се плаши. Воопшто него не би го загрижило и целиот Јордан да затече во неговата уста. Кој може да го фати за очите и кој може да му го прободе носот со стрела? Глава 41. Зар ловиш левијатан со јадица? Зар ќе му го зауздаш јазикот со јаже? Можеш ли да му ги прободеш носалките со трска? Или да му ја пробиеш вилицата со кука? Дали ќе те заколнува за милост? Дали ќе разговара благо со тебе? И зар ќе склучи тој сојуз со тебе, за да ти биде слуга цел живот? Можеш ли да се поиграш со него како со птица и да го врзеш за да ги развеселиш ќерките? Дали ќе се спогодуваат за него рибарите? Дали ќе го поделат трговците меѓу себе? Можеш ли да му издупчиш кожата со копје или да му ја пробиеш главата со сулици? Крени ја својата рака на него. Подготви се за бој, ќе ти биде последен. Напразно е да се негува надеж во него. Човекот загинува веќе на неговиот поглед. Нема јунак да го раздразни него, кој ќе му се спротиви во лице, кој ќе се судри со него и да остане жив. Нема таков човек под небесата. Нема да ги премолчам неговите членови, ни големата сила, ни убавината, ни ставата. Кој смее да му ја соблече облеката? Кој ли ќе проникне низ неговиот двоен оклоп? Кој ќе му ги отвори двокрилните челусти, кога стравот владее околу неговите заби? Грбникот му е од лушпести штитови, запечатени со каменен печат. Се прилепија едни до други, така што ни здив не минува меѓу нив. Толку цврсто се залепени заедно, доближени сосема, не можат да се раздвојат. Кога ќе кивне, светлина блеска од него, очите му се како зорините веји, од неговата уста горат гламни, огнени искри се истуруваат од нив. Дим излегува од неговите носалки, како од котел што врие врз оган. Неговиот здив би запалил јаглења, зашто од неговата уста излегуваат пламени. Во вратот му лежи сета негова сила, а пред него се простира ужас. Кога ќе се исправи, затреперуваат брановите и се повлекуваат кон морската шир. Срцето му е тврдо како пештера, отпорно како мелничен камен. Свивањата на месото му се зарастени, цврсти се како да се слеани. Ако го погоди меч, се одбива од него. Исто и копјето, сулицата и стрелата. Железото е како сламка за него, бронзата како гнило дрво. Тој не се повлекува пред стрелите од лакот. Камењата од каменофрлачот паѓаат како плева врз него. Боздоганот е како сламче за него. Му се смее на копјето кога ќе засвири над него. Остри черепници има на мевот и со нив ја оре тињата како со брана. Под него водовртежот зоврува како грнец, го пени морето како мирисливото масло во котел. Тој остава светла бразда зад себе, бело руно
ја покрива бездната. Не суштествува ништо слично на земјата и ниту е некој толку бестрашен. Тој гледа од високо и на најголемите, цар му е на секого и на најгорделивите. Глава 42. А Јов му одговори вака на Господа: Јас знам, твојата моќ е безгранична. Што и ќе наумиш, можеш да го направиш тоа. Кој е тој што со безумни зборови ја помрачува божествената промисла? Затоа зборував, но не разбирав, за чудесата што мене ми се несватливи. О, послушај ме, остави ме да зборувам, јас ќе те прашувам, а ти поучи ме. Досега те познавав само послушање, но сега моите очи те видоа. Затоа се гнасам од сите своји зборови и се каам во прав и пепел. Кога Господ му ги изговори на Јова овие зборови, тој му рече на теманецот Елифас: Ти и твоите два пријатели го распаливте мојот гнев, зашто не зборувавте за мене така право како мојот слуга Јов. Затоа земете сега 7 јунчиња и 7 овни и отидете при мојот слуга Јов, да принесете паленица за себе, а мојот слуга Јов ќе се помоли за вас. Ќе имам обзир кон него и нема да ви сторам ништо лошо, зашто не зборувавте за мене онака право како мојот слуга Јов. Тогаш отидоа Елифас од Теман, Валдат од Сава и Софар од Наам и направија како што им заповеда Господ. И Господ погледна кон Јова. И Господ го врати Јова во поранешната состојба, зашто се застапи за своите пријатели, па му го удвои она што го имаше. Тогаш му се вратија на Јова сите негови браќа и сите негови сестри и сите поранешни познати, па јадеа леп со него во неговата куќа, жалејќи го и утешувајќи го заради сите неволји што Господ ги испрати на него. Секој му подари по еден сребреник и по еден златен прстен. Господ ја благослови новата Јовова состојба уште повеќе отколку поранешната. Стадата му броеја 14.000 овци, 6.000 камили, 1.000 двојки волови и 1.000 ослици. Имаше 7 синови и 3 ќерки. На првата и го даде името Емима, на втората Касија, а на третата Керенапух. На целиот тој крај немаше жени толку убави како Јововите ќерки. И таткото им даде еднакво наследство како и на нивните браќа. После тоа Јов доживеа 140 години и ги виде своите деца и децата на своите деца до 4-то поколение. Потоа Јов умре, стар и сит од животот.